Македонското судство одамна е на стаклени нозе. Битката против организираниот криминал, но и реформите околу македонското правосудство. Постојано се мета на критики. Денове топ вест беше одлуката првична за ослободување, односно пуштање од притвор на Сашо Мјалков за само неколку часа. Потоа повторно да се донесе одлука за притвор по друг предмет во кој е осуден Сашо Мјалков. Одлуката за ослободување, односно пуштање од притвор на Мјалков, коинцидираше и со конечната одлука на екс-премиерот веќе Зоран Заев да се повлече од Илинденска број 2. Во ово издание на Тренинг, мој соговорник е познатиот македонски адвокат Александар Тортевски. Господине Тортевски, во ситуација кога има низана предмети кои се водат против Сашо Мјалков, дали оваа одлука првична да му се даде шанса да се брани од слобода, требаше да се докрај да се реализира, или можеби одлуката потоа на кривичниот суд да му се донесе нова одлука за притвор по друг предмет е поправедна, праведна? Ние конечно како општество треба да се научиме дека не треба да ги коментираме одлуките, судските одлуки. Тоа е основно правило на демократијата и на развиените правни системи. Судските одлуки не треба да се коментираат, особено од представници на извршна власт. Значи, факт е дека пресудите и одлуките на судот се носат во име на граѓаните и дека одлуката треба некако да го одразува просечното мислење на просечниот граѓанин. Во нивно име се носат одлуките, меѓутоа сепак ги носат, струката ги носи одлуките. Ја би сакал прво да расчистиме едно прашање што представува гаранцијата. Пуштање од притвор со гаранција, да знаат гледачите кои се лаици зошто се одредува гаранција и што е нејзината поента, зошто е таа вградена во правните системи. Гаранцијата е, просто кажано, сума на пари, износ или вредност, со која што општеството се сложува преќутно дека обвинетиот може да избега. Значи, со кој износ ние како општество го прифаќаме ризикот дека одредено лице може да избега, значи да депонира одредени средства, па подоцна може би и да избега. Ако сте гледале, секако сте гледале амерички филмови или ако сте имале можност да видите како одат судењата таму, ќе видите дека таму многу прагматично е решено прашањето на гаранција. Кога се одредува притвор, судијата веднаш одредува и износ на гаранција. Освен за, што би се рекло, неразумни кривични дела, мислам, каде што не можете да очекувате разумно однесување од обвинетиот за педофили, силувачи, серијски убици, тероризам, таму нема гаранција, меѓутоа во сите други случаи судијата веднаш одредува гаранција со притворот и обвинетиот излегува кога ќе ја исполни гаранцијата. Судот подоцна не навлегува во тоа, значи на кој начин ќе бидат обезбедени парите, тоа не го интересира, меѓутоа секако, значи тоа не треба да биде имот кој што е предмет на други постапки, не треба да биде имот кој што е оптеретен со хипотеки, секако, значи, и не треба да биде имот кој што произлегува од некакви кривични дела за кои што се водат постапките. Меѓутоа, господине Тортевски, може ли да му се верува на обвинето лице кој пред само неколку месеци исчезна од државата неколку часа, беше во потрага и постојано тврдеше дека никогаш нема да избега од државата? Па јас мислам дека токму тоа е причината за која што е донесена втората одлука вчера. Значи не ги знам поединостите, не ги знам деталите на вистина, меѓутоа го знам рефлексот на судиите кој е, значи лице што еднаш се криело неколку дена или било во бегство, многу тешко, значи многу време треба да помине, многу треба да не биде веројатно толку медиумски експонирано и тоа има значење во нашиот систем. Значи многу тешко добива укинување на притворот.
Комерцијална банка според податоците се согласила да биде во втор ред за евентуална наплата во случајот со Мијалков, што се ретки вакви одлуки. Банката само го ризикува сопствениот капитал. Банката е приватна, значи акционерско друштво и акционерите на банката имаат потполно право да побараат од менеджментот на банката објаснување на првото акционерско собрание, зашто банката се сложила нивното побарување да помине во втор ред. Инаку, од она што слушам, не сум сигурен тоа, пак ќе ви кажам, слушам дека таа согласност е повлечена од банката, дека и можно е и тоа да биде една од причините за овој куршлус, мислам вака. Мислам дека Комерцијална банка има повлечено таа согласност во меѓувреме. Во јавноста голема врева се крева околу случајот и судските процеси кои се водат против Мијалков. Но никој не отвори или ретко се отвара темата околу сумата која е понудена. 11, повеќе од 11 милиони евра. Па видите, јас од социјалните мрежи сум активен на Твитер, најчесто поставувано прашање беше од кај му се тие 11 милиони евра. Тоа Твитер заедницата, луѓето го поставуваат тоа прашање. И тоа е сосема разумно и легитимно прашање и државните органи исто така треба да го постават тоа прашање. Јас, значи, мислам дека ако некој си земе слобода да понуди пред судски органи толку сериозен имот, би требало да има многу самодоверба дека тој имот, контрола на потеклото на тој имот, дека ќе утврди дека тој е легално стекнат. Не сум во состојба да предпоставувам и да зборувам дали е или не е тоа моја работа во моментов. Меѓутоа, пред малку кога ви ги кажав во развиените системи кои се принципите, значи гаранција да, меѓутоа имот кој што не смее да биде во никаков случај поврзан со кривичните дела, заради тоа што некој дел од имотот, ако е значи, предмет на постапките кои што се водат, а тој дел имотот е даван под хипотека, тој имот практично треба да биде замрзнат со почнување на овие постапки. Значи, една од основните обврски на обвинителот е да покрене, кога покренува постапка за некакво противправно одземање на општествен имот, државен имот, да покрене постапка веднаш да побара мерки за обезбедување и тој имот да биде замрзнат. Господине Тортевски, во речиси сите меѓународни извештаи многу често ни се забележува, односно на македонското правосудство му се забележува дека притворот понекогаш или многу често се злоупотребува. Апсолутно. Во случајот на Мијалков, гледате злоупотреба на одлуката за притвор во ситуација каде што се отворени низа на судски процеси кои се водат против него? Па не ги знам деталите. Не сум бранител, морам да признам дека да сум понекоја случајност бранител, ваква одлука би ме извадила од памет. Мислам, многу тешко би ја доживеал. Инаку факт е дека притворот во Македонија од вајкада, што се вика, се злоупотребува. Затоа што притворот многу често се користи како средство за изнудување на одредена спогодба, значи човек кога е и во притвор, полесно признава вина, полесно се одлучува да признае вина, за побрзо да излезе или од притвор или да отиде на издржување на казна, затоа што притворот е ужасно тежок. Во некои правни системи лежењето притвор двојно се пресметува во казната затвор, евентуална подоцна. Меѓутоа, јас би можел овде сега, ако ми дајете малку време, да ви набројам со име и со презиме барем 500 луѓе кои што биле во притвор, а на крај добиле условни осуди само заради тоа што биле во притвор. Да не беа во притвор, пресудите ќе беа ослободителни. Меѓутоа, бидејќи поминале долготраен притвор, судијата во некаков преќутен договор со обвинителство му даваат условна со која што се покрива притворот за да не бара тој обештетување за неосновано притворање и да не добива
надомест за адвокатските трошоци што сега се објективно многу високи. И јас ви гарантирам дека има 500 такви луѓе минимум кои што биле во притвор, а подосна значи притворот ја обременува одлуката судска. Веќе таа не е објективна затоа што судијата после тоа треба да смогне сила да го ослободи и да прифати дека државата ќе треба да му исплати на обвинетиот сериозен надомест за притворот и сериозни судски трошоци. Во македонското правосудство сведоци сме дека многу често одредени предмети и судски процеси траат со години. Па еве денеска... Дали е тоа во насока на застарување на тие предмети или можеби поради слабата карика која постои понекогаш во обвинителството, односно немоќта за обезбедување на доволно докази во тие случаи? Па и едното и другото. И едното и другото, меѓутоа има и незнаење. Значи, прво, ако почнете предмет со 71 обвинет, вие треба да знаете дека за тој предмет ви требаат минимум 10 години. Минимум 10 години. А ако па од друга страна не ги ставите во притвор, тие нема да ви доаѓаат на судење и тогаш ви треба 30 години. Значи, одма дупло ви одат, затоа што 71 обвинет и 71 адвокат, од 140 луѓе, сосема природно и нормално е еден месечно да се разболи и да не може да дојде на судењето. Сега, кога по 3 пати во текот на судењето нема да дојдат, само по себе, по дефолт, процесот трае многу долго. Значи, прво, треба да се прави проценка колку и како дали може во една таква ситуација да се заврши предметот. Второ, обвинителство нема кадри. СЕО покажа како треба да биде организацијата на обвинителството, меѓутоа тоа е скап процес, треба да има многу добри истражители, многу добра опрема, возила, значи во моментов стига кривична пријава или се добива сознание, веднаш да се испратат истражители на лице место да ги обезбедат доказите. Знаете, кога на обвинет ќе му презентирате солидни докази, тој најчесто прифаќа вина и се спогодува. Еве, сега излегувам од предметот Змиско око, што е почнат 2007 година. И по моја проценка, многу веројатно, бидејќи само што заврши застапникот на обвинението, кој комплетно ги подржа жалбите, бара да се укине предметот и најверојатно ќе се укине, значи многу веројатно дека тој предмет ќе оди преку 20 години. Зошто? Заради тоа што прво се 71, второ не се расчистени што кој направил, што злоупотребил, и трето што сите ставаат во еден куп некаква штета од 4,5 милиони евра и сега некој што може би издал или не издал една фискална сметка треба да биде задолжен солидарно. Солидарно значи дека сите заедно треба да платат и тоа тој што има 4,5 милиони. Дали како држава се помиривме дека неказнивоста станува пракса? Да, значи луѓето ја губат довербата. Значи луѓето знаат дека прво кај нас постапки се водат само спрема екс-функционери. Најчесто. Значи на прсти на една рака може да се избројат функционери кои што биле подложени на кривичен прогон за време додека се функционери. Можеме сега да ги кажеме, ама можеби не е место и не е коректно. Значи, најчесто се гонат екс-функционери, значи, и затоа борбата на избори е толку жестока, заради тоа што добивање на избори значи купување уште 4 години време на неказнивост и а кога се прави криминалот? Криминалот се прави кога се на власт. Тој што е во опозиција нема можност, нема инструменти, не може да злоупотребува. Што значи дека се уште меѓу редови постои таа спрега помеѓу извршната, судската и одредени бизнис моќници. Па видете сега, политиката е, значи бизнис моќници финансира предизбори во партијата, можеби ако е многу лукав и на двете страни. И кога ќе стане неговата, условно кажана, опција власт, тој потоа добива одредена позиција преку која што стократно си ги враќа парите. Многу голем инструмент е полицијата, затоа што јавното обвинителство, кога нема доволно податоци, бидејќи нема истражители,
му праќаат барање на јавниот обвинител, на полицијата им праќаат барање да им испита нешто, дали има, нема криминал, тие уште еднаш нема да одговорат, ќе ги кријат доказите и тој предмет полека ќе падне во заборав. Почитани гледачи, тоа беше адвокатот Александар Тортевски, а по кратката пауза за реклами, мој следен соговорник е холандскиот амбасадор во земјата Дирк Јан Коп.